на растот за следната година се имаше предвид и економската состојба на Германија како наш најголем трговски партнер. Ги гледавме податоците нели за банкарскиот сектор, меѓутоа предвидувавте и регулатива која што малку ќе влие врз намалување, како да кажам, на провизиите на банките. Меѓутоа гледаме дека тие се уште се многу високи, а сега имаме и еден спор околу овие пари од Унгарија 250 милиони евра. Не знам колку е надлежна тука Народната банка, меѓутоа еден ваш коментар ако може. Во однос на германската економија, да, германската економија, движењата во германската економија се неповолни. Всушност станува збор за економија во рамки на Европската унија, која што најспоро се опоравува од шоковите со кои што беше соочена германската економија. Причините за тоа се повеќе кратни, има надворешни фактори, бидејќи тоа е економија која што е извозно ориентирана и во голема мера зависи од глобалниот контекст, но има и домашни структурни фактори кои што го отежнуваат процесот на закрепнување. За нас германската економија е клучен партнер, дури ако се споредиме во рамки на регионот на Западен Балкан, нашата изложеност кон германската економија е неголема. Нешто над 40% од вкупниот наш извоз се насочува во германската економија, оттаму неопходно секогаш ги следиме движењата во германската економија и ги вградуваме при нашите проекции. Всушност една и од причините за ревизија на изгледите за растот во нашата економија е намалување на странската побарувачка, а во голема мера на странската побарувачка како доминантен извозен партнер влијае германската економија. Така да накратко да, влезени се овие неповолни очекувања за германската економија и во нашите проекции. Во однос на банките, провизиите и законската регулатива, всушност прашавте. Да, во тој сегмент јас би посочила, мислам сме комуницирале во повеќе наврати со медиумите, значајен исчекор во оваа насока беше носењето на законот за платежни услуги и платежни системи, кој што за прв пат кај нас во историјата овозможува либерализација на сегментот на вршење на платежни услуги, односно наспроти досегашната законска регулатива, која што возможуваше дека само банките може да вршат платежни услуги, сега веќе со новиот закон овие услуги може да ги вршат и други сегменти, се разбира, тие треба да бидат претходно лиценцирани од страна на Централната банка. Ова создава предуслови за зголемена конкуренција, која што на крајот треба да донесе и до пониски цени на услугите за граѓаните и компаниите. Така да има интерес од одредени нови даватели. Во теке овој процес се надеваме дека понудата на давателите ќе се зголеми, а со тоа и поволно влијание врз граѓаните. Инаку Централната банка од аспект на заштита на граѓаните презема и многу други мерки. Впрочем и во самиот закон значајно е зголемена транспарентноста која што мора да имаат банките при нудењето на своите услуги. Воведени се дури и забрани за одредени надоместеци, следејќи ја европската регулатива во овој сегмент. Изготвивме и посебна алатка која што е објавена на нашата веб страна за да им овозможи на граѓаните полесно споредување на цените на најчесто користените платежни услуги во смисла повторно сколемување на конкуренцијата и информираноста на граѓаните, а исто така имаме подготвено и предлог закон за финансиски омбудсман кој што е доставен до надлежната регулаторна институција. Во однос на разговорите за унгарскиот заем кој што ги посочувате, како Централна банка ние не сме вклучени во овој процес и отему навистина не би можела ништо по-детално да кажам. Споменавте забрана за одредени надоместоци да се укинат. Може да кажете кои надоместоци ќе се укинат и од кога ќе стапи на сила? Да, овој закон всушност се стапен на сила од 2023 година. Предвидува ограничување на повеќе видови на надоместоци и воведување на повеќе нови институти, би рекла, кои што се во поддршка на граѓаните.
Например, воведување на концепт на основна сметка за платежни услуги, која што нуди пакет на услуги, за која што сметка на доместоците кои што се плаќаат се навистина релативно мали, 40 денари месечно, а дури ако се работи за социјално ранливи категории, тие нема да плаќаат никаков надомес. Понатаму забранети се, например, надоместоци за на плаќање на доместоци за неактивни сметки, за затварање на сметки и слично. Така да доколку имате потреба од повеќе информации. Пари за затварање на сметка, например. Значи, одредени банки. Ние меѓу другото, како Централна банка, формиравме и посебна дирекција за заштита на потрашувачи, која што прави и теренски и вонтеренски контроли, постапува по пријави на граѓани. Точно е тоа што го кажувате, имаше такви случаи кои што се соодветно санкционирани. Во вашето обраќање не го споменавте јавниот долг. Колку ќе се зголеми јавниот долг и како вие гледате како Народната банка на најавата на владата за дополнително задолжување веќе од јануари следната година? Колку тоа, ќе го зголеми јавниот долг? Да. Во однос на фискалната позиција, всушност во делот кај клучните макроекономски параметри, споменав дека една од клучните предпоставки на кои што ние темелиме оваа наша макроекономска проекција е токму предпоставката за постепена фискална консолидација. Доколку таа предпоставка не се оствари, изгледите за реализација на нашево сценарио може да бидат поразлични. Че ние при нашите проекции ја земаме во предвид најновата фискална стратегија, која што беше неодамна донесена и која што предвидува патека на фискална консолидација, односно од буџетски дефицит 4,9% оваа година, негово постепено намалување и сведување некаде околу 3% 27-та година. Секако нема дилема дека фискалната консолидација, односно намалувањето на буџетскиот дефицит е клучно и за стабилизирање на јавниот долг, затоа што еден од клучните фактори и параметри кои што ја движи патеката на јавниот долг е токму буџетскиот дефицит. Во оваа насока се и препораките на сите меѓународни финансиски институции. Број 1 постепена фискална консолидација, број 2 постепена монетарна акомодација во линија со и фискалната консолидација и трето интензивирање на структурните реформи кои што се можеби и најзначајни за да може да се потикне потенцијалот за раст на нашата генерално на економиите. Значи, ние како Централна банка не би можеле со сигурност да кажеме, сепак тоа е прашање за Министерството, но ние ги вградуваме оние бројки што тие ги имаат во ребалансот за оваа година, буџетот за наредната и фискалната стратегија на среден рок. Вака може полесно ќе и биде на Народната банка, бидејќи до сега имаме скоро милиарда задолжување, мислам милиарда, а за следната година е најавено ново. Дали може би со ова задолжување од милиарда Македонија го исполни оној момент за да може да се позајмува или имаме простор за уште? Видете, јавните финанси, стабилноста на јавните финанси е клучна од два аспекти. Прво, за среднорочна одржливост на јавниот сектор, среднорочната рамка на јавните финанси, за да може државата да го подготви и да го изгради својот капацитет за справување со натамошни идни шокови со кои што може да се соочи, мислам сите може да се соочиме. И второ, тоа е многу важно од аспект на поддршка на монетарната политика. Колку фискалната политика е по-прудентна во своето однесување, тоа создава и поголем простор за релаксирање на монетарната политика, односно создава посоодветни услови за обезбедување на соодветна финансиска поддршка на компаниите и на граѓаните преку пониски каматни стапки, кои што на крајот на криштата се значаен фактор за поддршка на процесот на закрепнување на економијата. И за унгарскиот кредит ке се надоврзам, рековте дека не сте вклучени во процесот на преговарање, меѓутоа она што се знае во јавноста е дека има преговори со банкарите и дека бараат да им се покрие нормално кредитниот ризик. Едни од опциите се дека државата ќе ја покрива каматата. Кој е ставот на Народната банка, народни пари да се трошат за да се покријат
трошоците и некако на некој начин кредитниот ризик на банките, со оглед на тоа дека тоа се пари од граѓаните. Како што споменав и претходно, ние на вистина како Централна банка не сме вклучени во тој процес и не ги знаеме деталите од разговорите. Кога ќе имаме подетални сознанија за разговорите кои и договорот помеѓу банките и владата, тогаш би можеле да излеземе со наш став. Како најголеми ризици за следната година за македонската економија, што може најмногу да вивне инфлацијата? Кај инфлацијата, како што и посочив накратко при самата презентација на макроекономското сценарио, имајќи ја предвид големата отвореност на нашата економија, големото учество на цените на храната и енергијата во нашиот инфлацијски индекс, кои што изнесуваат нешто над 50%, тоа јасно кажува дека глобалниот контекст, геополитичките ризици, кои што може позначајно да влијаат на цените на примарните производи, остануваат еден од клучните ризици. Секако и во домашен контекст останува потребата за водење на прудентни домашни макроекономски политики, кои што може да влијаат на агрегатната побарувачка, особено политиките на пазарот на труд, но и интензитетот со кој што би се спроведувале структурните реформи, затоа што пак структурните реформи ни се значајни за решавање на структурните проблеми и зголемување на понудата на домашни ресурси, храна и енергија, кои што може да бидат значаен субститут и да ги ублажат притисоците кои што доаѓаат од надвор. Затоа значи сите политики кои што влијаат на агрегатната побарувачка секако може да влијаат на инфлацијата. Тоа нема дилема. Оттаму ние сите расположливи информации за буџетот за оваа година и за буџетот за наредната година ги вградуваме во нашето макроекономско сценарио и со сите овие предпоставки очекуваме да продолжи постепено процесот на намалување на инфлацијата. Но не случајно го споменав и овој ризик на домашните политики и потребата за водење на прудентни домашни политики, за да не се соочиме со нов бран на инфлацијски притисоци. Бројките за девизните резерви, за дознаките од странство и странските инвестиции. Во однос на од последново странските директни инвестиции, нашите проекции на средна рок за странските директни инвестиции се некаде околу 4% од бруто домашниот производ, што е нешто слично ниво, кое што го имавме и во изминатите 2 години, односно малку пониско од просекот во изминатите 2 години, кој што изнесуваше 4,3%. Сушност, ние при оваа проекција не правиме некои позначајни корекции во однос на априлското сценарио, од причина што остварувањата продолжуваат да бидат солидни и првата половина од оваа година, впрочем тие беа нешто подобри од нашите очекувања. Во однос на приватните трансфери изминатата година достигнаа историски највисоко ниво, надминувајќи 2 милиарди евра, нешто над 2 милиарди евра изнесуваа минатата година. Во однос на среднорочните проекции, ние сме малку предпазливи со оглед на тоа што веќе се достигнати историски високи нивоа и очекуваме нивно стабилизирање, затоа и споменав, можеби како номинален износ нема да има големи корекции, но со оглед на тоа што динамиката на бруто домашниот производ ќе биде поголема од динамиката на раст на номиналните износи, сепак нивното учество во бруто домашниот производ ќе се намалува. И другото беше за девизните резерви. Според последни информации, нивото на девизни резерви достигна 4,9 милиарди евра, што е нешто над 4 месечен увоз, иден увоз на стоки и услуги. Ова се оценува како сосема соодветно ниво и во линија со монетарната стратегија на одржување на стабилен девизен курс на домашната валута во однос на еврото.